Почитувани, продолжуваме со првата точка. Јас имам јавено. Се имам јавено, гospođo. Координаторот на пратеничката група на СДСМ бара процедурално, повелете. Ама јас побарав пред него. Сакам да ја расчистим едната работа. Не е спорно дека треба овде некој надпревар да се води, колку сакам време да зборувам за процедура. Овде има членови, заменици, заинтересирани пратеници за комисијата. Не може, госпоѓо председател, да не им давате процедурално. И да се тера, гледам дека ван сите одредби од деловникот, пробувате насилно да отпочнете со работа без да му дадете збор. Не може да ни давате збор на пратениците процедурално да реагираат. Ова е насилие. Значи, ова е класично самоволие кое што го тера председателот на Комисијата за образование, спорт и наука. Значи, имате вие овде деловник врз база на кој што работиме. Зошто ги кршите одредбите на деловникот и дополнително и за процедуралните забелешки кои што ги имаат на вашето работење, не им давате збор. Нашата намера е да докажеме дека согласно деловникот треба да работи оваа комисија. Ништо повеќе не барам. Прочитав членови од деловникот врз база на кој што треба да работи оваа комисија. Ја не знам што не е јасно. Очигледно намерата ваша е на сила да читате закони тука и да се води како одлуката таа дека се поминати завршени. Ова стварно мислам дека ги поминува сите граници. Ако ви е целта да испровоцирате инцидент од страна на опозицијата, ви гарантирам не успевате во намерата. Не успевате. Ние сме дојдени тука да дебатираме, да дискутираме, да предочуваме работи кои што се законски, кои што не се, кои се деловнички, кои што не се, и врз база на овој деловник бараме комисија. Значи ништо не бараме едноставно. Бараме комисијата да работи како што е напишано во деловникот. Почитуван колега и почитувани сите овдека присутни, уште еднаш да разјасниме дека оваа комисија го усвои со 7 гласа за, 0 гласа против. Начинот на работењето на комисијата, вам ви беа поделени стенограмските записи во кои што убаво стои кој е начинот на работа на комисијата и ве молам, значи 3 дена ја блокиравте, гледам дека се обидувате и сега. Ве молам да продолжиме, уште еднаш ве замолувам, да продолжиме да работиме согласно одлуката и одредбите. Значи немој да ги исклучувате микрофоните. Немој да ги исклучувате микрофоните. Немој со истите финти да се служите ко пред 3,5 години. Координаторе, знаете дека исклучувате микрофоните. Имаме право да дискутираме на овие микрофони. Имате право, правото не ви е ускратено. Немам право за да ми исклучувате микрофонот тука. Никој не ви го исклучи микрофонот. Немате право да ми исклучувате Исто микрофонот. така немате право Нема право никој да ми исклучува оглушувате без да ви микрофонот. дадам Значи нема никој право да ми исклучува микрофони. Немојте со тие работи, немојте ве молам. Значи ве замолувам, немој со овие работи да се служите. Ве молам, не добивте процедурално, Значи немојте да исклучете ги микрофоните. Има процедурално. Ке ве молам. Нема министер од збор. Ке ве молам. Треба да заврши процедурата. Председателке, запишани сме за процедурално. Ке ве молам. Треба да се заврши процедурата. Ке ве молам. Со дневниот ред. Имаме работа како пратеници да зборуваме сите. Сите сме... Ке ве молам. Председателке, Не можете, председателке, не смеете. Не може процедуралните забележки на пратениците. Не можете, председателке. Немате право. Процедурално на пратениците да Ама не можете да не можете правото согласно деловникот на процедурална забелешка да го одземете самоволно. Спокојно и се надевам дека ќе го земете овој пример за работа. Мирно и спокојно да се работи според ова. Без насилие, председателке. Го усвоивме на самиот почеток на оваа комисија. Не е усвоена, нема никаква одлука. Погледнете снимката. Дневниот ред го усвоивме и начинот на работењето. Не е точно тоа. Погледнете ја снимката, председателке. Со 7 гласа за, 0 Нема усвоено. Видите да го прочитате. Не е усвоено. Знаете дека тоа ви беше поделено уште првиот ден. Меѓутоа ја се можно процедурално да зборувате сите. И сега треба да чекаме координаторе да продолжиме да работиме согласно она што е усвоено. Не е усвоено, тоа е работата.
што не е усвоено. Ајде, пауза, ајде. Ке ве молам. Кажва пауза, ајде. Ни кажа координаторот пауза, ајде. Не дадоа наредба, ајде. Значи прво немате право. Се знае која води комисија. Кршите премногу одредби од овој деловник. Значи овој деловник кој што ВМРО ДПМН сам го изгласа во 2013 година и сега не го почитува. Почитувани граѓани. Она што ВМРО ДПМН го гласа по потреба, кога му треба се повикува на деловник, кога нема потреба се повикува на гласање некое и прави мајоризација на комисиите. Ако било тоа така договорено, тогаш овие одредби од деловникот нема воопшто да постојат, значи нема потреба да постојат, затоа што со вашата изјава дека народот ве избрал и вие што сакате можете да правите, тогаш ова нема потреба. Ова тогаш може во канта слободно да биде фрлено. Затоа што немало потреба од правила за прво читање на седници на работни тела и за правила за второ читање. Тогаш нема потреба. Зошто? Ако како што работи пленарната седница, тогаш сменете го деловникот, пишете овде. Почитуван колега, ајде бидејќи вака ме спомнувавте повеќе пати, мојот став, значи како председател на оваа комисија и на нашата пратеничка група и ќе се потрудам сега на вистина да ви објаснам вие каде грешите. Вие и вашата пратеничка група овдека на комисијата 3 дена наназад сите нас овдека не држите во заложништво поради тоа што почитувани ние изгласавме. Значи јас како председател на комисија, дали може да се доискажам координаторе, вас ве прашувам, дали може да се доискажам или треба да надвикувам дали е стратегијата дофрлање од страна да ме деконцентрирате или можам да се доискажам? Нема да ме деконцентрираат. Значи како и секој пратеник без разлика што сум во случајов председател на комисијата за образование, наука и спорт, дадов предлог. Предлогот апсолутно не е кршење на деловникот на работа и е во согласност со деловникот на работа, затоа што се однесува, предлогот се однесува заради ефикасно и ефективно работење токму на овие сите закони што ги имаме пред нас, да се применат одредбите од работа на пленарната седница на собранието. Убаво ги потенцирав, значи 15, уште еднаш ќе повторам, за да не се заборави она што го дискутиравме нанаса. Значи, секој предложувач на закон на амандман да може 15 минути да го образложи, 10 минути дискусија, секој пратеник 3 минути реплика и 1 минута контрареплика. Значи, тоа е согласно со деловникот за работа и одредбите за работа на пленарна седница. Дозволете. Значи, согласно деловникот, значи не се крши деловникот за работа, согласно деловникот, како и секој пратеник има право да даде предлог. Тоа е демократијата. Демократијата, јас мислам дека кажете ми ако поинаку ја сметате демократијата. Значи, демократијата предвидува секој од нас пратеник и јас како председател на комисијата дадов еден практичен предлог. Тој предлог го ставивме на гласање, се обидовте тоа што се обиде да се направи, меѓутоа стенограмскиот запис убаво си стои и вие го прочитавте. Стенограмскиот запис каде што стои дека е усвоено со 7 гласа за, а против 0 гласа. Така стои 0 гласови. И тоа два пати прашав дали има против. Два пати е дека нема против. Почитуван значи колега сега. Сето друго е од повеќе што го кажувате, јас ве разбирам дека упорно се трудите да го одземете демократското право во овој случај на повеќето пратеници во оваа комисија. Заради тоа што ако имате проблем повторно што велите со мнозинството, тоа не се постигнува овдека на комисија, колега. Нема потреба да ви објаснувам на кој начин. Заради тоа, најдобронамерно, во интерес на сите овие закони што не чекаат, во интерес на образованието во Република Македонија, почнувајќи значи од осмолетките, од средното, од високото образование, уште еднаш ве замолувам, јас сега ќе дадам повторно пауза 15 минути и ќе ве замолам за 15 минути кога ќе дојдеме да преовлада разумот и разборитоста.